колеги, почитувана јавност, зборуваме за завршната сметка за 2021 година. Тоа е онаа година која заврши со најмал раст, со најголем процент на инвестиции. Тоа е онаа година која заврши буџетот со дефицит од 628 милиони евра. Од она како анализа што го имаме и на Комисијата за финансирање и буџет што дебатиравме, морам да забележам дека на расходната страна на буџетот ни кажува дека најмногу средства во 2021 година се потрошиле за социјални бенефиции, договорни услуги, разни трансфери, мерки за спрачување со COVID-19, ама да ве потсетам, тоа е онаа година кога граѓаните беа испраќани, жители, пример на Скопје, беа испраќани на тестирање во Гевгелија. Да се подсетиме, тоа е годината кога Република Македонија се задолжи 700 милиони евро обврзница, 21,5 милиони евро образование, 10 милиони евра енергетска ефикасност, 90 милиони евра здравство, 25 милиони евра фотоволтаици и на крај годината ја завршивме со буџетски дефицит од 628 милиони евра. Јас ќе бидам конструктивна и ќе се задржам за оној дел кој најмногу ми е познат, тој е делот на буџетот на Министерството за образование и наука. Ветувањата на крајот од завршните сметки се гледа дека не се реализирал во голем процент буџетот во Министерството за образование и наука, а својствено на тоа и целиот буџет, нели? Во 2021 година Фондот за грижа на талентирани деца, замислете, има 0% реализација. Се прашуваме сите како е можно тоа. Зарем нема простори, нема деца кои треба да бидат мотивирани? Зарем децата како Дамјан Давков, Македон Димитровски, не се национална гордост и не треба да бидат стимулирани? Или кога македонската јавност ќе го крене гласот, тогаш вие реагирате. На претходните предупредувања од страна на опозицијата, не. Зарем децата кои добиваат награди на светско ниво за учество во хор, надпревари по карате и ред други, да не ги бројам, не треба да добиваат една стимулација, една поддршка од Министерството за образование и наука? Замислете, во цела оваа анализа 479% реализираност има во проектот за унапредување на услугите во основното образование. Прашањето е, што толку унапредивте во 2021 година, што ние не го приметуваме? Македонската јавност не го приметува тоа во 2022 година. На толку потрошени средства. Денес, во 2022 година, ние не можеме да издвоиме ништо што е вредно за пофалба. Денес, знаете, добро, среќа на сите, е и тоа што кога ќе се вратиме назад да анализираме 2021 година, велиме добро е учебната година 2021-2022 почна на време. Но сведоци сме и на унапредување на стилот на печатање на учебници во Република Македонија. Замислете, 2021 година имавме состојба кога почнаа да се печатат скрипти во Македонија. И кој е прашањето, кој има бенефит од ова дупло печатање на учебници? Ќе ви го кажам насловот на фирмата која го прави тоа. Арберија. Тоа е фирма која ја поврзавме со прославата на рамковниот договор. 2021 година за оваа цел во Министерството за политички системи и односи помеѓу заедниците беа издвоени огромни 500.000 евра за прослава само. Но од едно место се крати, на друго место се дава. Се крати од студентскиот стандард, од ученичкиот стандард, ама се дава за прослави. Обуките се спроведуваа во време трајање на не цел ден, површни и неквалитетни обуки на наставници, кои треба да спроведуваат реформи за кои самите тие не се сложуваат. Избрзаните реформи не беа со цел зголемување на квалитетот на образованието,
туку на крај резултатот го кажува дека тие беа со единствена цел која ја има, а тоа е јасна: повеќе пари за крадење и нечесно работење. Но на крајот на денот, добро е што имаме квалитетни наставници кои од ништо знаат нешто да направат. Во буџетот за 2021 година, средствата за изградба на Факултетот за физичка култура и ФИНКИ беа повлечени. Нема ништо од градба. 29 базени таа година требаше да бидат направени. Колеги, во програмата го имате тоа. Дали во 2021 година на толку многу трошење на финансии се реконструираа сите студентски домови? Дали во таа година двојно се подобри исхраната за студентите? Дали во 2021 година направивте инклузија на редовните студенти? Бесплатниот тренинг курс кој им го ветувавте да станат програмери на студентите, во 2021 година може би го направивте, но не. Реалноста е сурова и одговорот е не. Знаете, од сето ова што го гледаме, на сите овие ставки, да продолжам и со една друга. Во делот на Министерството за внатрешни работи, огромен процент на средства се трошат, но каде, како? За давање на пасоши, што и ден денес ги гледаме како корумпирани, криминални ликови од светов поседуваат македонски пасоши. Дали може би во 2021 година се потрошија голем процент на средства за гонење на Драги Рашковски и Мухамед Зекири? Дали со оние 500.000 евра кои ги имаа за прослава на рамковниот договор се потрошија квалитетно или истите беа злоупотребени? Замислете, во 2021 година имавме пожари во кои чекавме помош за да се справиме, но имавме ликови пак, како што е Бесмира Ејупи, да зимаат пари од голем број на институции во Македонија, ма за нив имало, а за пожарникари и опрема на пожарникарите немавме. Да продолжам. Тоа е годината кога во Република Македонија опозицијата ве убедуваше да се подготвувате за спречување на енергетска криза. Предвидувавме, алармиравме дека доколку не се подготвите навремено, ќе имаме кризи, но игнорирањето од страна на власта не однесе на врвот од листа на држави кои лошо и воопшто не се справуваат со кризата. 2021 година на крајот на денот на оваа дискусија ќе ја запамтиме како година во која долгот на крај стана многу голем, дефицитот, нели, многу голем, во кој видовме дека власта се храни многу квалитетно, за власта имаше бифтеци, а за народот сарма, не, за народот зелка, а на крајот целосно сарма ја направивте државата со буџетот во 2021 година. За жал, срамота е ова што го правите. Ви благодарам. Драица Ѓавочанова, реплика, повелете.